работев во многу приватни компании кои беа од различна дејност. Откако стекнав знаење и искуство, се стекнав со лиценци за овластен сметководител, овластен проценител, како и вештак од областа на материјалното економско работење. Решив да се ја пробам среќата, сама да почнам со бизнис. Секако желбата за успех беше тука, за самостојност и поддршка морам да кажам дека во почнувањето со првите чекори беше мојот сопруг, кој исто така ги имаше и тој овие квалификации. Откако дипломирав, знаев дека моите амбиции не се насочени кон вработување во јавниот сектор и затоа се насочив кон приватниот сектор. На почетокот беше тешко, пошто се соочуваме со предизвиците на почетокот, финансиите, недоволно познавање околу пристапот, како да дојдеш до финанси, потешкоти околу формирање на цената на производот кој го нудиш со потребите на клиентите, но упорноста, професионалноста, како и многу долго повеќе часови од колку што е предвидено, нели, работна недела, ми го донесоа овој успех. Како се ширеше, како минеше времето, така се ширеше и компанијата и имав потреба од формирање на тим кој ќе продолжат заедно со мене да чекорат кон успехот. За да бидеш успешен, треба најпрво да си ја сакаш работата, да имаш познавање во областа во која работиш, а исто така да имаш и некои професионални комуникации како со вработените, така и со клиентите со кои соработуваш. И нормално имаме некогаш и падови, се случуваат, поготово мојата фирма го осети тоа во времето на корона пандемијата. Работевме во смени, имавме многу отсуства од работниците отсуствуваат работа, додека ние нашите рокови не гонеа, па немавме ни време ни за одмор, така да меѓутоа сето тоа го пребродивме со нашата упорност и желба за успех. Во мојата компанија, во зависност од ситуацијата, што треба да се преземе, секогаш практикувам да се консултирам со моите вработени кои го сочинуваат тимот, но последниот збор, како столб на фирмата, сепак јас одлучувам. Не секогаш сме донеле добри одлуки, меѓутоа мора да се ризикот, нели, и неуспехот се дел од успехот, така да секогаш од погрешните одлуки научиме нешто ново. Меѓутоа, фактот дека сме добра компанија, препознатлива, значи дека сме добри и одлуки донеле во досегашното работење. А лично за мене, тие одлуки се повеќе на познавањето на работата со која работиме, меѓутоа имало некогаш одлуки на инстинктот, женскиот инстинкт, да. Мислам дека се правилно донесени. Треба да знаеш да ја процениш ситуацијата, па макар и била погрешна. Некогаш не мислиш дека си добро проценил, може да испадне нешто ново и